Здраво, дечки, добро дојдовте во Хоризонтална подкаст. Јас сум Леон. Денеска не дружат Андреј и Мартин. Здраво, дечки, како сте? Здраво, Леон. Добре. Супер. Ај представете се за тие што не ве знаат, да ве запознаат. Јас сум Андреј Имовски и свирам во Луфтанза, заедно со Мартин Ѓорлев. Го А ти, представив Мартин, јас. што свириш? Јас пеам и понекогаш свирам. Да. Во, колку долго свирите? Со Луфтанза Не, или? општо. Мислам дека јас памтам со првиот професор по гитара, имам една книга што ми ја даде со народни песни за 9-ти роден ден. Среќен 9-ти роден. Значи од 9 Така години? што од 8 години мислам дека И што свирев. си почнал така како часови само? Да, имаше еден, мислам, имавме гитара дома, татко ми Да, знаеше. обично така и почнал. Да. Татко ми беше прв професор. Меѓутоа, после некој време ни кажа за еден за еден гитарист од Крушево, Христо Мулар, што бил професор и на Тоше. Тоа беше тривијално како за него, ама беше многу добар. И со него имав приватни часови, беше супер. Да, ја идев исто на часови, комал и тој ми збореше како Џон Ленон го учел како свири гитара па сега. Не знам. Океј, И тука сам негде. како прво почна да препоставам песни да учиш нешто така. Прва песна што ја научив беше О Сузана. Кантри, класик. Кантри. И колку долго свириш, да речеме, пред да почнеш да пишуваш свои ствари? Или да почнеш авторско нешто да работиш? Мислам дека уште од почеток. Имам снимки од 10 години, 9-10 години, како некои идеи пробувам да... Како ќе научам една песна и со тоа знаење ќе пробам некоја идеја своја Да, на свој начин некако да Да. ја свртиш. Како што имаат кажувано Битлз, онака со секој акорд нова песна правеле. Ако бе кул. Не приказна да што иделе до кај некој другар дома со автобус да ги научи нов акорд. Да. Еден акорд само. Да, еден Другиот акорд, крај од да. Ливерпул имало некој што го знае C7 да го свири. И Да, бе, да, на времето, кога не можеш да отвориш на интернет, пак идеме, ајде. А ти како имаш почнато со свирење? И кога? Па, принцип, цел живот сум обкружен со инструменти, што моите сите речи се музичари. И сум чепкал, ама јас да пројавам желба од 6 години мислам беше. Охо. Хармоника свирев, со копчиња, дугметара по нашки што ја викаат. Многу сакав џез да свирам. на хармоника. Да, имаше еден Ричард Галиано се вика, но цверлик и свиреше, мислам свири, уште жив ако не се лажам. Пијацола, такви ствари, либертанго, испански она баш таков џез, она бурен, брз и за дете тоа беше прејако. Колку рече, 5 години? Шест Јас уште години не се знаел сакам дали џез. постојал, џез си свирал. Сакав, не свирав. Добро си сакал. Имаше време, дури после почнав такви работи да свирам дури некај 12 на 13 години, ама со свирење почнав 7, мислам, бев хармоника кога се почнав. Ама вака гитара, што највише си сакам на околу 13, така нешто, 14. Предпоставам, мислам, си имал некои часови или само општо од дома си можел? Хармоника? Не, општо за било кој инструмент. Па хармоника нижо завршив музичко, со тоа што не продолжив на Луи, отидов гимназија. Ама гитара, брат ми е гитарист. И он ми беше прв професор. На принцип, свирав Stairway to Heaven од Led Zeppelin, прва песна. И такви оние шпански, Да. со едното исто, Да, истиот ја, шејп едур и само го носиш надолу нагоре. И тоа го сакав. И така од брат ми беше исто професор. Од секој помал се учиш, зашто кога си од таква средина, пример, тетка ми е па соло, сам пејач у хорот во опера, и се собира, што живееме на други, се собира пола опера кај не за одворна скара. И учиш нешто за музика, повеќе вицови слушаш, ама пак го учиш тој живот заедно со сите тие луѓе и тоа се некои такви мудрости, да речам, што ги учиш за музика Да, бе, мал, да. од мал, да речам. И сум имал многу професори, во принцип. Исто Иван Петровски, Џоки,
по хармонија, тој ми продаваше и гитара исто делумно. Тој ме научи, тој ми беше мојот професор што ми учеше акорди, као што е за Beatles и овој ликов, што ги научил, јас кај него идев умало со автобус да ми кажува нови акорди. Да, не си одел толку далеко. Не одев толку далеко, да. Го кул. Кога прв пат сте настапувале, сега, не знам, претпоставам ко помали? Не мора со бенд, ама прв пат кога имате искочено да настапувате. Јас имавме школски оркестар во основно. Мислам дека тогаш. Кој одделение си? Можеби, уствари, дури од прво до пето памтам, имав многу добра наставничка, што тен сакаше да го многу да сакаше да ни ја култивира таа уметничка страна на сите. И постојано имаше приредби, представи и кога дозна дека свирам, секој настан имаше, вклучуваше гитара. И после дури памтам и подоцна и мислам дигресија, дека ме викаше и со следниот клас, кога ние веќе завршивме, да одам и да ги мотивирам децата, не им држав часови, ама да им свирам. Ама мислам дека на некоја таква школска приредба кај што јас свирев и цел клас пееше. И се сеќаваш како ти беше? Може да се сетиш? Знам дека гитарата ми беше многу голема, вака. Да, бе, бас гитара. Ама имам и видеа, најверојатно. Ама памтам дека беше многу топло искуство. Дека беше она што у филмови го има као околу оган собрани и свирите, ама ова беше на клупи споени во училница. Беше многу слично на тоа. Дури можеби подраго ми е отколку некое такво искуство околу оган. Да. Што свиреше? Да сеќаваш? Свиревме некој поп песни, најверојатно Imagine Dragons. Ти кога имаш прв пат свирено? Мислам дека веројатно е некој настап со хармониката. Во Нижо кога бев, имав професорка, сите години што му предаваше, Зорица Каракутовска. И таа беше многу се фокусираше на сценски настап. И беше онака целта да те пушти во огнот од, мислам прв пат имав 8 години кога настапав или 9, така нешто, онака дете мал. Ништо не никогаш, мислам баш тогаш можеби и треба зашто имаш поише храброст како дете. И барем јас имав. Сега помалце, ама тогаш. Помалце имаш сега? Сега помалце. Зашто? Не знам, тогаш не си толку свесен за општо притисок. Да, и за другите луѓе, само го правиш зашто се чувството е убаво кога свириш. Не знам, како помал така ми беше. И многу од мали не учеше пример како точно седиш, зашто хармоника е голем инструмент, посебно тоа како мал беше прилично голем. И треба посебно го наместиш, па да седнеш по специфично на столчето, па некој таков момент со поклонување, нешто на цел како бон тон на некој начин имаше во однос на настапите. И се сеќавам сигурно некој 9 години во таа мала сала прочуена во Нижо музичко. Не знам дали сте биле, тоа таму имало безброј рецитали, јавни часови ги викаат. Уствари зашто таму одат родителите да ги видат целата класа од професорот, примерно се спојуваат професори заедно од истиот инструмент или од сродни инструменти и цела класа на деца од најмали па до средно покажуваат што научиле низ одредено полугодие или цела година, зависи дали е годишен, новогодишен. И не едно такво сигурно било. Претпоставувам, да. И ти се сеќаваш како ти беше и тебе ти беше така топло како Андреше? Искрено не знам дали беше топло, ама беше не знам, беше така
предизвик беше, би рекол. Ја не го гледав толку како топло, го гледав како ова е дел од... Не е идејата да свириш само на часови, додека си на час, зашто имавме ние часови 1 на 1 принцип и често кога одев на пример на час, некој друг имаш исто пред мене, па малце се претекло во мојот час и мојот час се претекуваше во други часови, се слушавме меѓусебно и многу лесно тоа може да стане онака само свириме во просторија и толку. Ама професорката цело време не усмеруваше кон тоа дека не е идејата да свириш само во затворена просторија, дека идејата е да настапуваш. И не го гледав толку топло, кој што го гледав како ова е логичниот чекор, ова е тоа што треба да биде сега. Исто колку што е часот есенцијален, толку и јавниот час есенцијален, односно настапот. Да настапуваш е пак целта на крај. Да. Добро, од тогаш до сега имам многу време поминато и многу работи имате и вие искусен од настапи и општо од снимање бендови. Кој ти е тебе прв бенд? Marvelous. Истиот прв бенд и на Мартин. Да, заедно? Не, извини, лажам. Не. Мојот прв бенд, не е на Мартин. Добро. Ама Мартин беше дел од мојот прв бенд. А кој ти го состави бендот? Не, од нашиот бенд. Не, кога го составивме заедно, ама бевме јас, Мартин, Раде и Виктор, практично голем дел од Луфтанза што сме сега, и Елена Васова, што е сега на ФМУ. Па заврши сега. Да? Да, дипломираш. Да. Да. Па добро, кога било ова? Ова беше прва средно бев или не? Па пред 5 години, 5-6 години. Мислам 5 така. И што свиравте? Свиравме jazz fusion funk. Да, ама тоа нешто авторско нешто си прави? Беше авторско, да. Колку долго постојат? Па 2 години мислам. Стварно? Мислам дека да. Ако не се лажам, 2000 па и подолго може би. Стварно? Не знам, мислам дека 2019 се собравме. Па валјда е 2, мислам. 2019 и 2020. Вие баш у ковидот сте фатиле. Не, ова беше порано. 2019 мислам дека почна почеток на 2019. Да, ако не се тогаш. Па ти си прва средно 2019 мислам. Тогаш прва средно си бил 2019? Валјда. Ми е чудно, разбираш како. Ја тоа заврши, мислам. Исто, да. Па така, ние сме генерација? Која си ти? 2001. 2001, така, да. Оно ствари беше прва, кога ние бевме четврта. Да. И како од тој бенд после претпоставам имавте, како зашто исти луѓе сте после во Луфтанза, како плюс минус, така. За мене овие луѓе, Мартин, Виктор, Раде, подоцна го запознав и Лука и Иво, беа првите луѓе што откако направивме муабет, треба некој ден да свириме, стварно свирав. Зашто претходно јас одев во Enterprise музичка школа и знаев други музичари и секогаш се збореше за тоа, да свириме, никој немаше баш бенд. Сите целеа кон тоа. И ова беше првиот склоп на луѓе кои што стварно после вечерта кај што збориме ајде да свириме, следно да се бајле, навистина имаше план како да отидеме, каде, кај кого, во куќа, да што да земеме. И како ви помина првата проба? Супер. Имам видео од првата проба. Стварно? Татко ми дојде да не земе за враќање. Може и ако сакаш, може да ни пусти снимки, ќе пустиме усред подкаст, ќе измонтира, да ве гледаат. Зашто ја не можам ве замислам како мали деца, кога ти искочен со гитарче, зашто ја имам видео на некои снимки од тебе, кога се лутиш, кога сгрешиш гитара, и да го бриши. И за вали ти имаш некои такви снимки, кога... Да, има баш на... Се надам дека можеме да ги најдеме. Мислам, ако сакате, нема да притискам, може да се стаи нешто. Не, тие снимки се... Јас ги немам видено, во принцип, ама многу сакам. Ете, ако сакате, може ќе пуштите нешто, да ве види народот колку помале. И после, шо правите? Како доаѓа до моментот, ај ќе направиме нов бенд? Зашто уопште сте као смените од
Како се викаше првиот бенд ствари? Марв Елус. Марв Елус. Уствари, идејата беше Мартин, Андри, Раде, Виктор и после тоа Елена дојде и совршено се вклопи, зашто Марв Елус се викавме, а Елена е Ела, нели? Марв Елус. И така. Не знам, беше Каже не да толку само креативно име. другиве членови, зашто ги спомне Лука, нели Раде. Кажете што прават они, зашто некој може нема да ги знае. Да не биде Раде и толку. Да, окей. Раде Биковски е Креаторот на Скопскиот звук. Раде е исто така музичар, свири бас во Луфтанза, исто така свири бас во Conspiracy, исто така свиреше Сайзер во Marvelous и е Чекај, баси во колку супер ќе амбициозен продуцент, постојано работи и си ја знае работата и Ако сте чуле некој бенд, да. последниве неколку години македонски алтернативен бенд, ако одиш во description, веројатно Раде ќе си го најде своето место таму. Збориме од не само во рок н рол, туку и во рап и во трап, има работено се и се што тој човек. Тој микс мастеринг прави и така. Да. Да, исто колку што ја го видено Тонеца. Да, и Тонеца е плюс, да. Знам дека многу убаво си поминал на фестивалот што беше во парк. Да. Оно обично цело време таков навлезен во работата, ама мислам дека колку што чув му беше поекстремно тоа во парк. Раде work hard, play hard. Стварно. Да. Баш кај. Добро, треба некој таков ден. Да. Без него немаше да има многу бендови, многу музика немаше да излезе. Мислам ќе имаше, ама ќе беше форма на некој демо дома. Да. Звучна картица и... Да, зашто стварно е, од секој пат кога ќе слушне некој како вика, некој млад бенд како прави муабет дека сака да снимаат, одма излегува пресред. Иако и самиот нема студио, нема некои си услови, ама мислам колку и да се преработува, пак го гледам како он сам се нуди да помага да работи. Па тоа е идејата, не знам, да си помагаме сите. И он го живее тоа многу, нека. Баш ја живее таа идеја. Да, мене ми е многу мило што не знам, мене Раде ми е така многу интересен лик. И ние исто правевме муабет со претходниот бенд да снимаме нешто. И тогаш исто кажа као чекајте малце, многу сум фул, као ајде да говориме кога ќе имам време, и беше така као знаеш, пак те тера да си го да го сватиш тоа сериозно, зашто пак е човек кој што очигледно е пун со обврски, пак ти искача пресред да снимите. И така, не снимивме на крај крајот, тоа е друга прича, ама беше многу мило што има некој што може да се осеќаш као знаеш, ти ја вреднува работата ако дојдеш да снимиш. Да. Ама баш кај е таков пример кога има некоја свирка и да речеме тонот не може да се снајдат да го наместат и он има некој уво и некој OCD кај што мора да го поправи и обично не ни го викаат, он само се појавува и не го сопираат. Да. Кога само ќе се појави, ќе го поправи звукот и луѓе се као окей, супер, фала ти. А другите што ги спомнаш што прават? Лука Јовановски има свој бенд V.C или слободно? Vagina Corporation. Да, Vagina Corporation е името на бендот. Ставени си више оддавна на рил, не се криет. Да, окей. И е исто така фантастичен сонграјтер и сега беа на турнеја и цел бенд е многу полни со енергија и ги имам гледано 1000 пати и пак ја имаат силата како првиот пат кога сум ги гледал. Дури и повеќе може би. Дури повеќе. А он свири гитара во Луфтанза. Он свири гитара во Луфтанза, пее. А Виктор е? Виктор е тапанар во Луфтанза. И он може да се каже дека е еден од тие што кога е потребен бумњар, било кој бенд, он интервенира. Не било кој, мислам, памтам и он имаше такви случаеви на школски свирки, кај што Виктор свирил, имаш настан со 10 бенда и Виктор свирил 6 од тие 10. Нема одмор. Мислам, генерално сите сме такви до некаде, затоа што цело детство свириш у соба и гледаш бендови и се инспирираш.
И после кога ти се укажува шанса, не сакаш да ја пропуштиш, макар и тоа да се не знам, мислам и да не е идеалното сценарио, да се не знам поп песни, да е не мислам јас со професорот учев ора и многу ги свирам и сега, не мислам дека е најдобро кога влегуваш без никаква предрасуда, затоа што исто како Раде, он работи на се. Не знае точно се да работи, ама прифаќа и учи се, никогаш не сака да се ограничи дека е само тонет за метал или за знаеш, рок-н-рол звук. И мислам дека тоа во голем дел е причината зашто како дојдовме до Луфтанза и зашто мислам процес на експериментирање, мовето што го правевме сега. Знаеш, кажи на почеток кажувај да. Пробај. Не секој искуство е добра работа, претпоставам, дури лоша да е пак е. Да, апсолутно. Добро, иначе ви имавте више бенд и што се случува? Извини. И Иво Николовски, исто така гитара, сайзер, вокал, штампач на мајци и на постери, партизан принт. Јако. Работник. По принцип, тука се спојуваат две страни при Луфтанза, зашто Марвелес е негов прв бенд, тоа што спомна. Мојот прв бенд, тоа е мала дигресија, по принцип. Мојот прв бенд беше, сегаше Муд, беше во средно. И е поврзано делумно со сценава, заради тоа што бендов бевме, зашто свиревме на приредби во средно, што ги организира билингвалната. Бевме јас, Луна Николовска, па се менја гитаристите, свиреше Матија Бекрик, еден другар, Дамјан, Симон Палитов, Луна Николовска беше нормално, не знам дали ја спомнам. Лука не? Не беше Лука тука? Не беше Лука Омуд, не. После дојде во другиот бенд. Луна Николовска, Дина Шари исто беше таму. И Сара Панковска, многу јаки луѓе, генерално. Таму хармоника свирав. И ме окуражија на некој начин да свирам, да сакам да свирам. И тука дојде Лука, бевме во ист клас, и оформивме бенд, рок-н-рол бенд заедно. И уствари јас, Лука, Андреј Ѓоршевски, што свири со Линкон Летар сега. Да. Свири, и Александар Мореитов, што е во ОВЦ колектив, еден од главните сега, денес, до техно музика. А уствари е басист, но малце луѓе знаат, ова е цар многу добар музичар и он. И уствари од тој бенд, и тоа друштво, во принцип, кога ние се најдовме, се споја друштвата, тие големи друштва уствари беа, и Иво ни се убаци на една нова година, кога дечки немам кај слам со вас, ајде. И од тие три друштва споени, останавме ние шесторица како нешто што имаше некое чувство, не знам. Знаеш, сите сме другари и се сакаме многу, ама меѓу нас шест души имаше шесторица, имаше уште едно ниво што е музичко, уметничко, некое поврзување, мислам, што се случи. И така почнавте, рековте, ќе смениме. А не почнавме баш така, ама како на така завршивме. Да. Сега да ми кажете да што малце се смееш, да не нешто. Не, мислам не е ништо. Добро. Ама може Мартин да каже. Уствари почнавме со тоа што јас дома во време на пандемијата немав што да правам и сакав да снимам музика, да снимав претходно музика некое време и некако валјда пандемијата не натера да не се замараме толку. Почна на шала всушност музиката на Луфтанза. Како мене бенд Молчат дома, нема врска, постпанк бенд и зборав со Лила и боревме како јас би можела да направам. Можам сигурно да направам ваква песна, 100%. И тука нормално има нека дрскост, ама бев како, ајде, можам. И се вратив до мене, направив една минута и пол песна, сори Модерна депресија, прва песна наша, и му пратив на него соло да сними. И реков, забавно било да се прави музика од забава, а не со цел да направиш музика. Да.
И направив уште една песна, тој период многу се државме, ептен. Цело друштво, посебно ние шесторица, нека и свиравме со Марвелус уште тој период и ние пробувавме да снимаме, ако се сеќаваш. Да? Дури снимивме не снимивме Банана Phone тој период. Црно. Да, пробуваше, кај мене седевме, преслушувавме, снимавме, ако се сеќаваш. Тоа беше со една од првите наши песни, кога свиравме со средношколски свирки, таа ни ја бара, века ајде да снимам. Ама некако не бевме искусни баш и не ни одеше снимањето, не знаевме баш како да ја склопиме песната. И почнав да ги снимам песниве и цело време докато ги снимав, мислев на тоа како би сакал да ги свириме заедно со нив, петорица. И кога евентуално добив 6 песни имав снимено од тој првиот демотейп, им реков, дечки сакате да ги свириме песни, направив една група, им ги пратив. И реков, ајде, шо? И така почнавте? И така почна, од принцип. Сите, од старт бевте сите во Луфтанза или како? Да. Од старт, да. А каде пробувавте првично? Кој простор каде? Во една гаража под градски зид. Кај, како беше? Кај Гоце Делчев, Така, основната да, школа, да, одма. Да. Ама претходно, првата кај Виктор ни беше. Да, кај Виктор во собата на неговите брат и сестра. Натре само се поставите? Или не, можеби тогаш не беше. Не, со Маров беше долу, да, а со Луфтанза после горе. се префрлив,ме кај негова соба. Ја, како беше кај него Кров собата еден. пред? И на еден кров, да, супер, мислам, беше, Виктор живее подалеку и кога одевме на проба, беше малце, требаше поозбилно да ја сватиме, зашто имавме Да, пола се сат влечеш, пат до да, таму, треба да носиме се. Ама па затоа си во дом, знаеш, не си во гаража, Да. земја влага да капе, си дом, некојаш ќе ни свари кафе, мајка му благо ќе ни донесе. Да. Беше Мајка му прави предобри благи. друга димензија на правење проби. Не мислам Подомашно. дека она што би го асоцирале сите да правиме проба. Да, бе, Мислам дека Турско тоа кафе. многу помагаше на почетокот, зашто знаеш, сакавме да се дружиме многу и свириш и имаш што си дома кај некој, патом кај другар и можеш после проба да се дружиш и во Да, домашна да. атмосфера. Да се седиш, опуштате вајде многу полесно, него само во некоја гаража негде. Колку долго бевте во таа малечка гаража таму? Па можеби една година, две, не знам. Можеби помалку од две, малку од две, но да. Дали Година, сакате да година. ми кажете зашо си отидовте? Заради тоа што пробаа да не ограбат. Како пробаа да го градат? Како го дознавте уште? Едно утро, не знам кој беше таму, како дознавме, кој прв од нас дозна, ама катанецот беше исечен до пола. Не знам зошто престанале, мислам, Дали нешто биле фала исплашени? Богу, а дали- соседните гаражи, некои од соседните гаражи беа ограбени. беа да. цели исечени катанците, беа ограбени, дали не знам што не спаси, што да спаси нашата, мислам беше добар катанецот, можеби тоа, не знам, ама беше доста прометно, мислам доста раздвижено место и долго време зборувавме за дали е безбедно и некаде дојдовте одговор. Да. Да. За жал, супер, многу се сакавме. Да, Таа гаража. да. ама- Ја, еднашка бевме многу мала проба. Таму? Да, Марче, Виктор, и тој еден Бојан од Битола. Да. Требаше некој бенд да правиме нешто кавери ќе свиравме, не знам што. И се погоди Марче таму, па ние правевме джем, многу кратко што каснеа дури. И така интересно беше, мислам, и општо сега кога ќе видиш дека нели нема простор тоа изборевме, повеќето гаражи се мислам дека полоши од таа. Ја кога што сеќавам таа беше прилично окей. Да, таа имаше изолација, беше средена. Беше супер, мислам, симпатична локација. Имаше дека училиште тука, па некогаш некои деца ќе се симнаа, дзиркаат, не слушаат. Да. Некогаш со родители ќе дојдат, дечки ќе ве послушаме. И што вие ќе отворите Па, врата од ние ќе- гаражата и Да, Мини еднаш сме концерт. направиле мини концерт. Да, еднаш за дечиња направивме мини концерт за Прејатно. долу. А еднаш Тоа за беше со другари. Бајле рано.
Да, и плюс за екипата, Сме да. направиле Како ви се пробите сменети од почетокот на Луфтанза до сега? Претпоставам дека никако. Многу малку. многу принцип. малку. Какви би биле? Какви ви Биле се први? гласни, Малку малку неорганизирани. неорганизирани Стварно? и не се слушал вокалот. И сега се исто такви, ама сега имаме и Сайзер, што исто така не се слуша. Така што Добро, како уопште веруваме. Веруваме така? во... Имате доверба со? Да, буквално мислам да тоа. Едни со други. Да. А ти кажа дека нели прво во ковидот си почнал да пишеш песни, или така почнал со процес. Сега како е? Што тоа се песни од првиот албум во што го изведе. Да. Така? Темата е педен, да. Така. Да. И понатаму се умешавте повеќето, како заедно ги правите песните или како? Па, у принцип, уште на почетокот, пола од ДМТ-1, кога го адаптиравме за живо да се свири, се смени. Се смени доста. Пример, тие песни што најмногу се сменија ги ставивме во Мировна тегла, што е првиот тип и заеднички снимен. Сите заедно во студио. И уште од старт се промеша прсти и сите, ама мислам дека сега имаме најголема демократија во однос на пишување песни на свирење. Новиот албум што треба да ги извадиме е речиси онака еднакво поделен меѓу сите во музичка допринес. А кој обично ви носи кај сега за овој албум новиот специфично ќе направиме малку мојот? Како почнал, како го наоѓате материјалот, пример? Кој носи песна, некој носи рифче или како ви процесот? Секој пат е различен. Мислам, самиот процес на оформување на песната секој пат е различен и мислам дека е тоа добро, заради тоа што има најголема разноликост понатаму. Тоа на тој начин се одразува, бидејќи она што ќе го оставиш на почетокот на процесот ќе ти излезе на крај на продукт. И што повеќе го менуваме процесот, толку мислам, ние експериментираме на кој процес најмногу ни одговара. Сме правеле песни целосно на проба. Сме правеле песни некои што комплетно ја носи направена, речиси, па ја правиме ја свириме заедно. Сме правеле, јас направам инструментал, Мартин да снеми вокал, разни комбинации со цел првично и ние сами да видиме што функционира најдобро, а и исто така за да не затоа што ќе се осети ако одредени песни се сите правени на истиот начин, некако на истото столче си седел, исто ти било нешто има на гитарата, се осеќа, се чувствува таа репетитивност, колку и да пробуваме да ја избегнеме. Мислам, не дека ова е на некој начин природно избегнување на репетитивноста. Не се мачиш ти сега јас да пробам да размислам поинаку, туку само си ги правиш поинакви околностите и самиот производ е поинаков. Да. По принцип почна многу, мислам, не е дека нека од лимитација многу работи проникна. Зашто, пример, првите песни се снимени дома, јас ги снимав со онака имаш стара звучна што е другар на брат ми од војска, Дарнел му ја даде, која што му е и микрофон стар зашто беа речиси расипани и не му треба и му ги даде на брат ми онака и користи ги. И онака со лаптоп од 2010-та и имаш лимитации, не можеш се што сакаш да правиш. Исто, пример, немаме цело време студио, немаш чина тие работи. А како независни, што сите сме независни музичари, никој не плаќа за тоа што го правиме. Да. Мораш да се снајдеш. И така почна и после тоа сваќаш дека уствари баш почнуваш што вика Андре ги почитуваш на околностите. Зашто околностите многу, можеби најмногу действуваат на тоа што ќе излезе на крај. И во принцип
се што треба да постои за да излезе на некој начин на крај продукт некој, некаква целина е да имаш мајндсет некаков. Дури да не сме истомисленици, да чувствуваме нешто во исто време, некое чувство да обземе сите нас во еден период и секој албум е обоен од тоа чувство во секој период што го сеќам. И тоа спојува. Песните се направени на 100 различни начини. На почетокот беше јас ги носев песните од дома зашто темата и беше завршен. После тоа тие песни ги преработивме повеќето полот нив темелно. После тоа Андријчо донесе песна, па Лука донесе песна, па почнавме Андриј мене ми праќа вокалија да снимам, па сам уште од старт ја му пратив он соло да снимам. Се од почеток беше колаборативно, ама како што продолжува времето, се повеќе станува. Па на проба, што рече Андриј, правиш цела песна од почеток. Битно е да е тоа мајндсетот. Како ќе направиш песната, пате ми само треба да го оставиш на шанса тоа, да не го премислуваш. Сега да ги направам совршените околности за да го снимам, ова нема да се случи. Да, нема, треба само да дозволиш да се појават нели. А која песна би била најтешка за да ја завршите од сите до сега што ги имате? Не знам, јас. Не ми текнува искрено. Во кој смисол најтешка да ја довршиш? Па најтешка во смисол така, дали имало конфликт со која насока да носите песната или не знам. Например, ние сме имале момент кај што имавме една песна со, тоест повеќе беа со поручни бенд кај што има како 7-8 различни делови кои што треба да се спојат. И тоа било проблем, како да ја сушиеме песнава, да не бидат сегменти, него да биде песна. И од тој аспект, што пак ви сте како Те разбирам. 6 души, од се тешко ваѓа да се координират. Мислам, најтешки биле песните што сме ги правеле на проба, да речеме. Тоа што тешки во смисол дека не може да биде тешка песна што ти си ја направи, веќе си ја пратил, веќе довршено, мислам, ќе ја преработите, ама кога заеднички учествувате во процесот на творење, тука има најмногу отпор, тука има најмногу судир и некогаш карање, некогаш лутење и смеење, ама па сега некако тие песни ми се омилени. Барем од последниот албум, двете што ги имаме на проба направено, се чувствува слојност, некоја што не би можел сам да ја направиш. Се чувствува дека имало некаков судир на идеи кои што довеле до крајниот резултат, што не била секоја идеја веднаш одобрена и не течело така мазност процесот. Постојано имало некој судир кој што му давал кривини на патот, на процесот на творење и се осеќа некоја слојност, раслоеност на музиката што не би се осетила во песна сам што се ја направил. Од сите членови на бендот, кој каков е во аспект на проби? Кој е тој што доаѓа и само пие кафе и треба да го приберат или нема таков? Нема таков. Нема? Ајде ви кажете, например, ти каков си на проба? Па зависи од како, мислам, тоа е за сите, зависи како се. Мислам дека единствен статичен на проби е Раде. Само Раде е ист секогаш. И каков е? Раде влага со цел да направи проба, да свири. Баш профи он доаѓа. Да, доаѓа, влагаме, свириме песните и некогаш и он нема да се воздржи, ќе си пороđама со нас, ќе поимпровизира, ама генерално е онај најиздржан, а другите сме како со енергијата од денот ја носиме со нас внатре во просторија. Нека пример, ако си имал некој мачен ден, потежок, дали емоционално, дали физички, мене лично е пример, ми се одразува, немам тука енергија, на проба. И не можам толку да сакам само да ја направиме пробата и толку. Да, некогаш влагаш полн со живот, сакаш и да джемаш и да се зезаш и може нешто ново да почнеш. Зависи. Ама обично пробите ни се обоени од притисок најчесто, од
притисок за спремање за свирка или за снимање за албум и Да. има некоја тензија која што не бутка напред, валјда. А сега овој новиот албум ви е спремно, само чекате да го извадите или како? Па да, може Да. да се каже. Мислам, Да. 99% е готов, може би. Сега уствари се спремате за настапа, што ќе ви биде на 30, ако не се 30, да. 30, да. 6 март, станица, 26, Да, колку саат? во 7:30. 7:30, да. Со Алембек како гости. Да. А после тоа ќе имаме и 2 недели прошетка низ Европа и таму ќе А, свириме турнеја го правите? материјалот. Да. Каде, знаете точно кај ќе биде? Точно Па, ќе ти излажам, ама Србија, Унгарија, знам, Полска, уствари Литванија. околу Естонија, Да, Не. крајната дестинација е Естонија. па, Мгм. средната уствари, средишната. Добро, Да. најдалечната да. дестинација Мгм. е Естонија. После се враќаме и Од- за назад. Да. Кажете ми моце за карти, кај може да се купат, колку е карта? На МК Tickets Да, 300 денари 300 пред продажба, а на врата 400. Така да, кој сака, бујрум. Наверно. А спремни сте за тој настап или тек ќе почнете проби и така? Што претпоставам сега турбо ќе ви биде маца. ќе ни биде. Па ќе биде, да. Ама Ама добро, тој притисок кој што кажа ви помага, така. Не дека помага, ама Тоа си го Абе, кажуваме. тоа се Се теши да лаже, така? Да, се тешиме, не се лажеме. Да, малку по... По-позитивно кажам. Да. Кој запишување текст на песника, има еден што го прави тоа или се мешате сите или како? Beatles фазон е, во принцип. Да. Тој што ја пишува песната, обично тој го пишува и текстот и тој пата ми ја пее. Мгм. Еден исклучок има, тоа е Цвејч. А Кој добро што- ти го... Аха, окей, да. Андреја напиша патем цела песна инструментал, јас само текстот и вокалната мелодија, јас мислам. Ама све друго е тој прастар на исконски пристап. Мгм. Кажете ми за новата песна што извадите сега со спотот. Кажете ми нешто повише за што се работи и како беше процесот и така натаму. Тоа е една од песните направени на проба, Да, која што направо. ми е многу драга. Да. Иако јас задоцнив на таа проба, морам да бидам диригент. Ама па тоа па ми даде сосема друг поглед на процесот. Затоа што дури без инструмент можеш да учествуваш во правење на песна. Мгм. И дури дури дава некој многу непристрасен поглед кон песната. Знаеш, не додаваш дел само дека сакаш да свириш на делот, туку навистина ја слушаш песната објективно и на тој начин истото што го зборевме преска за процесот, што секогаш се менува и секогаш води до некој нов резултат. И мислам дека оваа песна е пример за тоа што немаме ваква песна претходно. Доста е поразлична во пристапот. Но ствари почна со тоа што јас имав некаква риф имав, Да. мелодија да речеме акорди и ги однесов еднаш на проба, ама не е дека им реков нова песна преме, него така си го свирав, се сеќавам и баш Лука, му го отсвирав на Лука, памтам, и Лука ми рече, па тука можеш ова да го подсмениш малце. Океј, после тоа дома се вратив, го подсменив малце. И после тоа се вративме на проба, имав некаков скелет само. Онака една гитара што ќе свири низ песната. И немав идеја што ќе имав и текст. Тоа текстот ми беше можеби поважен од музиката, мислам од инструменталот за таа песна. И дојдов на проба и ништо не ме спреми за на каде ќе отиде таа песна. И ми е баш драго што е таков колективен продукт, зашто баш тоа помага кога имаш другари што им веруваш при процесот, зашто кога немаш ти идеја каде да однесеш, што имал искра, јас сум имал некаква искра за идеја.
И кога не знаеш кај да носиш, можеби не сакаш сам да однесеш негде, веројатно тоа повеќе во овој случај, се испаѓа нешто 1000 пати подобро него што би можел и поискрено и по целосно него што би можел сам да го направиш. Тоа е убавината на колективниот процес. Да, дефинитивно. А зашо се работи песната што пееш? Па Не можеш да го одговориш. да, Ако не геш немаш? ќе кажам само едно нешто мало. Да. Другите нека в принцип за Балканот. Толку би рекол. За Добро. Ке ја слушнат и секој Да, ќе си разбере и- сам така. секој нека си го свати на начинот на кој што ќе си го свати. Мене чисто би рекол дека доаѓам од Егејска Македонија, од кукуша и баба ми и дедо ми. И тоа нека биде некаков показател за од Добро. каде доаѓам. А спотот како го снимавте, кој го снимаше? Што изгледа фантастично. Спотот беше идеја на Марко Печеновиќ, кој што е исто така музичар, свири со мене и Виктор во бендот Харакири, исто така има свирено Каќор Нипал, Со Ата и има. со Ата, Кепурдат. Кипурдат, Да, исто бе. така ти беше колега, мислам дека на факултет. Да, бе, не, на факултет И во средно беше тука уметничко. со Виктор. Да. И Марко постојано работи, дизајнира постери, ни организира Организира свирки, настани, да. настани. И он е workaholic. И он е Добра. алкохолик, да. И он имаше идеја, ние немавме и му рековме пуцај. И навистина направи цел сториборд, направи цел концепт. Они девојка му Елена заедно сошија костими, што се исто фантастични и супер колективен труд, кој што ми е мило што го вложивме и што исто така вклучивме други луѓе. Мирослав Илич беше работеше камера. Не пеачот. Не пеачот, еден друг Мирослав Како царот Илич, камерман. што работи камера и одлично испадна, навистина сум задоволен јас. Јас во живо не во живо, нема да се шалам, ама на телевизија и на другите портали ќе се извинам јавно за тоа дека бев многу скептичен при процесот. Зашто се бил скептичен? Па не знам, само кога толку долго време си го замислуваш нештото, Да, имаш очекување. имаш не ти испадне на еден очекување начин. и после тоа почнав да бидам малку повеќе трезвен и сватив дека е многу добар спотот. Да. И Од кога сум- више го завршите или Да, како? Мислам за сите беше малку неизвестно дека немавме вако нешто правено. Имавме Да. еден спот, два снимени Да, два спота и тоа е едниот партизански, самостојно со камерче и шетаме из град и што ќе Да. снимиме. А ово беше со сценарио, со костими. Стварно беше продукција 3-4 нека. Продукција, погоре. Ама и се плашевме, главниот страв беше што мислам дека често го се јавува како страв во македонска продукција да не изгледа комично. Да не изгледа дека правиме спот што е налик на воено поле и со костуми и се тој страв да не бидеш сватен сериозно. Да не е Монти Пајтон. Да бе, да. Затоа Се и што толку. навикнати сме на референтни примери ни се скапа продукција и што ние како самостојни музичари тешко е да ја достигнеш. Затоа секогаш сме се држале за тој DIY формат, затоа што сме сметале дека таму треба да останеме, ама ете и ваков некој поголем посват, мислам дека не е на одмет и може да се проба и ако има добра идеја, како што имаше Марко, како што имаше Миро, како што имаше Еци, Елена, со костумите, мислам дека супер може да функционира и. И тоа рачуна и продукција од само, мислам, ова не е ништо, тоа само се однесува на бројката на луѓе, само тројца Да. кои што го работеа спотата, замисли да е нешто, некоја поголема, збориме, од
монтажа до камера, режија, сите работи се поделени различни луѓе, Марко буквално беше се правеше, беше и во костимите, беше и во режија, беше и на денот кога се снимаше, на сите денови, организираше локациите, се правеше тој. А во исто време пробувајќи да не изменаџира како бенд и турнеја да не организира и поздрав до Марче. Работлив е дефинитивно. Кога беа тука на подкастот со Бајле се замараше за настанов, нешто се струја бараше и не беше. А беше пред настанот стари подкастот? Да. Искочи, мислам дека саботата и во недела беше настанот. Тоа беше и целата нели како промо да се направи. Да. И така дојде со телефонот кој бизнисмен. Од со Бајле зборува. Да. Така крил. Ајде. Да. Кажете ми нешто за Гола планина, знам дека има една новост, ако сакате и тоа да го пуштите на подкаст. Па може, лейбл направивме. Така? Да. Или на нашки продукцијска куќа. Издавачка. Ето. И како си? Слеш продукцијска. Се вика Мртов конј. И мислам тоа звучи многу фенси, продукцијска куќа, она или издавачка куќа. Уствари не е куќа, ниту пак е зграда, не е физичко место, идеја, принцип, и фирма, легална. И идејата е, зашто сметаме дека не постои таква нешто тука, и сега луѓето во коментари како не постои, постои Avalon, постои Password продукција, така наречените Lithium Records порано, постои, не знам, ништо друго, Југотон за луѓето кои што го памтат тоа. Ама реалната слика е дека за младите денес што прават музика, освен најлесното нешто на YouTube да ставиш, малку потешкото нешто да платиш DistroKid или CD Baby да ставиш на Spotify и на Bandcamp што е бесплатна платформа е најака. Освен тоа, на младиот човек што прави музика не му преостанува ништо како медиум за или пак некои млади амбициозни што сами си режаат седиња дома и наоѓаат паковки стари такви пластични. Не останува ништо како медиум за изразување. Нема никој што може да ти помогне со тоа. Освен ако не се посрекиш. Не те види некој да чувствува дека може да те искористи за некаква финансиска придобивка. И тоа се ретки, ептен. И ние сакавме да пружиме шанса на млади луѓе. Ти треба помош, еве, нема, можеби нема не е дека ние ветуваме нешто, сега ти го плаќаме целиот процес и све ти водиме и све тоа. Не, поише ги имаме некакви контакти, имаме некаква мрежа на слободни уметници, независни уметници и продуценти, сниматели. И таа мрежа се зголемува се повеќе. Најлошото нешто што можеш да го направиш е да чуваш таа мрежа само за себе. Да бидеш елитист и да си ги чуваш најдобрите опции само за тебе и за твојата група и за твоите другари. Треба сите да ги добијат тие шанси. Не истите позната критика што е кон било кое полевицарско движење, што е како може сите исто да добиваат и тие што не работат и тие што работат. Не, збориме за еднакви шанси за сите. Еднакво земјиште. Па кој како ќе го искористи, тоа е веќе него. Ама сите да ги имаме тие контакти, да ги имаме тие можности, тие луѓе, таа слобода пред се. Да не се плашиме и сега што ќе правам музика, нема како да издадам, нема како да кај ќе свирам, кај ќе правам свирки, немам луѓе, ово, не, еве имаш. Мртов конј или пате ми Гола планина, така почна, се тука за колку што може да се помогне. А од аспект на издавање, каде можете вие да издавате со Мртов конј? Збориме физички, цедиња, такви работи? Па цедиња, касети, сега пробуваме да видиме плочи каде може да се издаваат. Тоа е во моментов во процес, има неколку места што ги имаме на ум, ама принцип се е доста скапо за наши стандарди, дури и цедиња. Патем во Македонија нема машина која што може да прави цедиња при репликација, се е режање, што е доста
за еден степен барем по неквалитетно тие репликација. Нема баш принт исто така, она баш принт на CD да направиш. Обично се лепенки најчесто. Па зависи дали машината во тој момент ќе се чувствува добро или не, па дали лепенката ќе биде набабрена или совршено склопена врз CD-то. У принцип бараме начини. Тоа е и процесот на лейблот сега. Бараме пример касети, Боле од ваква глуми исто така. Матра Куки, он касети прави многу добри, ете, него ќе го спомнам. Па ги имаш, не знам, од Истра Компани до Гераком, до Контура, кој што правевме ние, исто имаш puno такви, што принцип мислам дека има доста простор за подобрување. Посебно во CD фазон, а за плочи. Да не збориме, не. Тоа е недостапно моментално. Тоа е недостапно во Македонија. Ништо ќе мора се некаде надвор, претпоставам, и тоа ќе кошта многу. Ќе треба да биде нека подобра организација, што ја колку што знам, колку поголем број, толку повеќе се исплати на плочи се нарачаат. Имате вие во план да извадите плоча некоја со Луфтанза? Имаме, да. Па само тоа, само план. Па повеќе од план, помалку од реализиран план. Да. Добро, ќе стигнете некојаш за тоа, вајде. Имаме 2 места. Тоа што ни фали е пари. Да, како Тоа ни за фали. повеќето работи, мислам дека тоа е, да. Ни фали пари и патем исто така кога правиш плочи, кај нас нема толку голема поборувачка за тоа. На турнеја, пример, кога одиш да посвириш, различно е во како што идеш по на запад, животниот стандард е подобар и луѓето може да се дозволат да купат плоча повеќе него тука. Да, бе, да. И поврзано и со било тоа. за кога ќе идете на турнеја, да. Мислам, секако ќе бидат достапни и тука. Да, секако. Ама пак, друго е Логистиката тука да е- купиш плоча и вајде негде надвор. Друга е логистиката, зашто CD 400-500 динари, не знам, сега со колку пари излегуваат децата кога идат во петок, сабота, јас сум излегувал со 200-300 динари, сигурно сум Јас со 100, излегувал. мислам дека беше класика. Јас, ето, можеби сум бил некоја нешто малку Да, малку повисока, повисока, да. повисока нога, имав пари за такси до Лисиче да си одам. Охо, 150. ние се гребевме за вино. Пластика. Кај мене беше за даваш 50 за од 50 до 100 за виното, 45 за баничка, одла Да, и 150 динари ме кушташе таксито обично. Со тоа што кога си ги потрошил на повеќе пиење, си одиш со автобус дома. Да, или пешки кога ќе удри Да, сезона. ако е веќе како е тоа пешки, мислам мене е Таман малку ќе се потешко отрезнеш за дома. пешки, ама Тоа е. имам поентата точак. со точак е најдобро. После пиенка? Маце, не знам дали е тоа. Таман се трезнеш. Да, бе, таман кога ќе паднеш на глава, ќе се отрезнеш. Си има те се и тоа, да. Ама Ама живи и здрави. живи и здрави. Ама поентата ми е без разлика, еве, со точак, еве со точак кога видиш и 100 денари, 50 лименка, добро сега лименките се 70, така да. Да. Што за пиво збориме? Да, на пример, Е, скапа. така да скапа е, да, или ако земете Крале Марко 100 денари на литар, така да. Ама сега, не, со 100 да излезеш, патем, друго е, ќе жртуваш 2-3 скачања, тоа сме го правеле за CD да си земеш. Да, бе, да. За книги тоа го имаме правено, она имаш ефтини во академска порано стари книги, 200 денари книга. И нема да пијам пиво, ќе си земам книга, пример. Ама за плоча за да ти се исплати, треба да Месец дена треба да не искачаш во 1500 минимум треба да продаваш за да ти се исплати. Да, бе. Минимум. И зашто набавна цена е минимум 1000. И рачунај треба да направиш барем 100 плочи, тираш. Да, Тоа ја се имам 100.000 денари, што Да, ја имам гледано Бај. и мене ме интересираше и има некои места што 100 има малце. Не можеш испод 500 пример да се идеш. и рачунај една Тоа се набавна многу цена. пари, зашто ти може ќе ги продадеш, ама за да почнеш уопште тоа да го направиш ти треба Голем некаква, капитал да, да и имаш. ти можеш од ниде као
Да, за тоа е малце За плочи тешко. или за CD-ња? За плочи. 500 плочи. Как ќе продаш? Не знам, ќе вид. Свашта Да. гледам, знаеш. И Да, сега да, некои да. не им се исплати да ти палате цела фабрика. Да. И плюс има многу така што се, како да кажам сега, индива или Мгм. лошо. Помали Не, окей, местенца Индија- кои што наплаќаат малце повише дека двајца ги прават. Да. речеме. Тоа е, да. Што порано било друго, си имало фабрики све како. Мгм. Па обично е така со, пример, има малце бендови прават плочи кај нас, ама обично е така, имаш дали пример еве Бернейс има помош од Moonly Records што се словенци, и они имаат повеќе нормално контакти, ама еве панкериве што се да речеме Гаргара, они имаат 7 инчка, ама они имаат при пример баш инди тоа што викаш ти, баш такви некои конекции, кај што си изработуваат такви плочи, помали тиражи, по DIY, ама и тоа е окей. Мислам, ама такви се ретки и треба да ги имаш онака баш тие контакти да си се погодил и обично тие контакти се шират. Сум свирал во Србија во некој запустен локал и ме слушале баш правилните луѓе со кои што потоа сум се дружел и сме збореле као сакам ја да направам. Па јас сум го направил веќе, сега ще ја ти ги дам моите контакти. Сакам и мрежата се големо. Принцип. Значи тоа е малце идејата за Гола планина е нешто такво да биде така. Па Мислам да дефинитивно. е Па такво да, нешто, да. Мислам пред било што да е, пред да е издавачка куќа, пред да е лейбл, мислам дека пред се е само супорт систем. Мгм. Да. Начин мојот бенд и твојот бенд да се во по отворена комуникација, да и не само нашите два бенда, туку општо затоа што кога сме заедно некако не се чувствуваме дека сме на маргината. Гледаме дека има истомисленици меѓу нас а има и публика. Мислам доволно за да наполни на ливада во парк Да. и мислам дека се осеќа таа поддршка меѓу нас. Не мора да биде тоа, мислам, не ни треба да биде професионална поддршка пред да биде таа искрена. Другарска искрена. Дека има па многу луѓе што работат во култура и многу приказни сум слушал низ Европа, каде што па тој процес им е станат 9 до 5 работа што ја мразат. Треба да снимиш лайв сесија во радио и сега тоа го правиш без кејф. Некако многу ми е чудно заради тоа што си земал проект и ти си должен толку бенда 10 да снимиш во рокот еден месец. Тоа не би сакал, мислам, се тоа е друга екстрема да речеме, ама не работи ни само институционална поддршка без кејф на луѓето. Ова другово подобро е, по пријатно е, ама па секогаш е потребна институционалната поддршка, така што веројатно ќе видат и институции или било кој, мислам, не дека ние било кој ќе може да ја препознае таа поддршка и можеби да ја поддржи и да види општо дека не си играме играчки, мислам, не сме деца што Да. Пак сериозно нешто. Мислам, не дека се сваќаме сериозно, ама па не треба да оној предрасудата, као оставете деца. Да, фаза им е. Нешто е Долг муабет, ама може мислам да се сведе на она битките, условно кажани тие, може претенциозно звучи, ама баш се битки, јас мислам, некоја што стварно као воено поле културата и не Гоце Делчев, муабетот, него не е меѓу создавачите, туку меѓу културата и некултурата. Како две посебни сфери на постоење, што некултурата е многу пожива од
културата. Мислам, не, можеби не пожива во смисол на разиграна, туку многу гласно. Погласна и би рекол понајадена. По онака огоена, кој што би рекла, како празе за Божик. Баше мамуте, онака, некултурата. И сега имаш ти такво едно чудовишто на мицко, што е некултурава, и културава треба да се справува не само зашто не можеш да убиеш некултурата, невозможно е, зашто е бесмртна. Можеш само да ја скротиш, да ја уздиш, да ја ставиш узда некаква, нешто да пробаш. Ама тешко е. И е процес кој што може многу да те обесхрабри. Тоа е, мислам, нека најголемиот проблем ако не си во некоја заедница. Ако нема чувство на заедница, како што е обидот со Гола планина и патам со нашето другарство и со бендот и со се ово што се случува како ние млади што го правиме, е чисто да не се обесхрабриш, зашто секој би се обесхрабрил да види некој таков джин кој што треба да го победи или да го скроти, а е сам. А ако сме армија, да, друга прича. Друга приказна. Еден ќе го фати за нога, еден ќе му рипне на рака, еден за двајца за врат и некако ќе му ги ставиш оковите или патем ќе го одводиш до некоја позелена пољана и ќе го научиш дека знаеш што и ние сме окей. Можеби сме помали, ама знаеш ти можеби си голем и можеш да ги местиш тулите полесно. Ама па ние имаме мали ситни раце кои што можат фините детали да ги исклесаат во тулите. Така да, мислам, тоа е најубавата цел. На почетокот мислам дека мора да го скротиш со некакво насилство, не физичко, него културно насилство, да се наметнеш културно на таков начин и после тоа како ќе се наметнеш полека со љубов и со разбирање да се зближат тие ствари. Надежно. Ама сега ние сме во инфантилната фаза, бебешка култура имаме поради многу фактори. Ама се надевам ќе биде Ја мислам дека ќе биде. Пак има многу луѓе кои што сакаат да свират, сакаат да креираат музика и зашто да не биде? Па и уметници, и режисери, и глумци, сите писатели, поети. Има пуно уметници, луѓе што се борат за културата, што сакаат да прават такви работи. А што може да очекуваат луѓето на вашиот настап следнешите 30? Може да го очекуваат нашиот нов албум во целост, одсвиран, опеан. Може да очекуваат и други песни што не се од нашиот најнов албум. Може да Стари класики. Стари класици. Може да очекуваат Парно ништо не очекува. Да. Може само да дојдат и да ако им се допаѓа музика, се надевам дека ќе чујат музика која што ќе им се допаѓа. Се надевам ја. Мислам, тоа што сигурно можеме да ти кажеме подолг концертот. Колку материјал имате, Па може би саат и пол. Да, имаме нека баш солидно, како нека ретроспектива од сите претходни албуми и новиот. И така, нека ако баш пак ќе кажам, ако некој сака музика, верувам се надевам дека им се допадне. Нека очекува да виде кога е тивко да е стварно тивко, а кога е гласно да е стварно гласно. Тоа мислам. Мислам дека ќе биде фул и најчесто имате и шутки и свашта, мислам дека ќе биде интересно. Што не е баш големо местото. Да. Така да купете си карти на време. Да, купете си карти на време. Сега има Reddit in Paramore Tribute и многу луѓе имаш. Да? Да, и претпоставам вие ќе соберете исто многу луѓе и ќе биде баш интересно да се гледа. Ама ќе видиме. Ќе
Ќе Или видим. нема се утепаат. Не. Јас сум ги гледал Stickman од King Исто, Crimson, да. исто. Едно трио. Исто што најпоследно вече кога во станица свира. Ама супер звучеше и супер изгледаше и сум само да се тргнат конопоите и да види оке. Да. Сага некој од вас да го најави пак настанот или? Па, Сам еве у камера да гледате онака баш официјално. Не. Добра, ќе повториме пак. 30 така, 30 март, колку саатот? 7,5 7,5, добро, Со- карти можете да си земете, на МК тикет. тамо се 300, денари. на врата 400. 400, така? да. Аленбик ќе Аленбик ни се не гости. поддржат, ќе свират пред нас. Цареви се, оние исто прават предобра музика. Генерално ќе биде убава вечер за музика, јас мислам. Да. Да. Па добро, за тие што еве сега слушаат, купете си карти, ќе се видиме тамо со дечкиве Луфтанза. Фала ви дечки многу што дојдовте и ќе дојдете пак кога ќе имаме можност да го собереме цел бенд у студио. Ќе биде интересно. Тоа само ќе ве пуштам на тоа пасење ќе и биде ќе си онака- дордори да ќе седам. Ќе треба вака да седиме, мислам. Не, ќе најдеме некој друго место. И Vagina Corporation сакам да ги викнам, ама пак тука не ги собира. Ќе смислиме нешто да дојдете сите, може ќе биде позабавно. Него само ние тоа би тројца. било супер. И сакам само да кажем фала на Телма. Чисто онака зашто ретко се дешаваат вакви работи и ми е баш драго, зашто ми е многу носталгично и пораснав со гледајќи ја жената како пред филмот го прави ова на лентата, така да Па сега ќе видиме ако може само за тебе специјално да го пуштиме пак тоа, мислам дека го имаме материјалот. да. Ќе го Тоа вратиме тоа ако може. тоа ме враќа Да, во најубавите денови од моето детство, искрено. ќе видиме, ајде ќе направиме нешто. Фала и дечки што гледавте, се гледаме на следна епизода.